Поради продолжените ризици од нарушување во снабдувањето со нафта и нафтени деривати, собранието на денешната пленарна седница го усвои предлогот за продолжување на кризната состојба на територијата на Македонија. Одлуката, која претходно доби поддршка од Комисијата за одбрана и безбедност, предвидува продолжување на кризната состојба до 20 јули 2026 година. Ке започне да се применува од 21 април годинава по нејзиното објавување во Службен весник. Кризата со нафтените деривати во ниеден момент не ја попречува работата на аеродромите во Македонија. Од законските 60 дена, ние имаме залехи на керозин за 90 дена кои секојдневно се надополнуваат. Ниту пак имаме укинати летови, изјави денес вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. За Скопје и за Охрид немаме проблем и најголем дел од нив ги користат овие два аеродроми за да полнат керозини повеќе од колку што им е потребно за дестинацијата која што ја оперираат од Скопскиот или Охридскиот аеродром, со цел да можат да продолжат на другите дестинации, ама зголемена потрошувачка на керозин на двата аеродроми, што е добро, затоа што тоа влегува и во прометот во државата, средства влегуваат, девизи влегуваат и така натаму. Аеродромот во Приштина се снабдува преку ОКТА. Ние никогаш не ставивме блокада на снабдувањето, иако други држави тоа го прават. Да го направивме тоа, ќе требаше да затвори аеродромот во Приштина, со самото тоа што не го правиме тоа, јасно е дека состојбата е добра, согласно закон треба да има резерви за 60 дена, ние имаме резерви за 90 дена на керозин, а дополнително на дневна основа, нели, тоа се надополнува така што сообраќајот оди редовно и затоа немаме ни еден откажан лет од Скопскиот и Охридскиот аеродром и дополнително имаме нови дестинации кои што се отвараат. Цената на вештачките ѓубрива ќе се анализира од аспект на маржите кои увозниците, дистрибутерите и трговците ги применуваат на пазарот. Веќе во текот на утрешниот ден е закажан состанок со увозниците на вештачки ѓубрива во нашата држава, во Министерството за земјоделство, на кој што ќе присуствуваат и представници од Министерството за економија, да се огледаме сондажата од теренот кој што е пристигната од пазарниот инспекторат и према тие параметри кои што ќе бидат внатре на еден заеднички состанок ќе донесеме можеби некои конкретни мерки како ќе се делува во делот на евентуално превенирање на ценовен шок во делот на употребата на вештачките ѓубрива. Целта е да не се дозволи ценовна експлозија и висока пазарна понуда на земјоделските производи. Министерството во соработка со Министерството за економија, односно со пазарниот инспекторат, веќе се прави еден скрининг на увозниците на вештачки ѓубрива во делот на тоа по која цена се увезени, каква е маржата која што имаат употребено во делот на продажбата. Земјоделците веќе извесен период се жалат дека цената на ѓубривата е повисока од 40 до 70% и дека тоа неминовно ќе ја зголеми цената на производството. Беше минатата година 600 дера, ова година 1000 дера и некаде, да речеме, околу 70%. Покажуваат се движат, во овој момент се движат преку 50%. Значи, веќе сме оптоварени со големи давачки. Како ќе отработите натаму, ќе видиме. Повисоките цени на пазарите веќе се чувствуваат, но претежно станува збор за домати, пипирки и краставици од увоз. Домашното производство, новите цени во споредба со лани, ќе ги има од мај па понатаму, најавуваат земјоделците. ВМРО, ДПМН и СДСМ денес имаа јавни обраќања до јавноста на две различни теми. ВМРО, ДПМН е за пиарот на Заев и Филипче, додека СДСМ потврди дека поднесува кривична пријава против унгарските сопственици на Алфа ТВ. Пиарот на Заев, составен од Башановиќ и Шчекиќ, ги насочи СДС и Филипче да се фокусираат на избори во друга држава, наместо да прават реформи во партијата. Нелегитимноста на СДС, слабиот рейтинг на Филипче и дистанцирањето на поранешни функционери од партијата ги тера СДС и Филипче да водат антидржавна политика која не им оди во прилог. СДС и Филипче се толку фокусирани насочени на избори во друга држава, на која нивната сестринска партија освои 1% од гласовите и не си го гледаат сопствениот двор кој им е несреден и полн со паразити. СДСМ поднесе кривична пријава до јавното обвинителство поради постоење на сериозни сомнежи за организирана шема на перење пари, даночно затајување и фалсификување деловни книги. Пријавата е поднесена против повеќе физички и правни лица, меѓу кои и Питер Шац, мнозински собственик на Алфа ТВ, но и управител на Таргет Медија и Алфа Скоп ДОО, поради основано сомнение за сторени повеќе кривични дела.
Министерот за здравство Азир Алиу најави сеопфатна реформа на специјализациите со фокус на создавање функционални лекари и хирурзи подготвени за реалните потреби. Во делот на интерната медицина воведуваме засилена практична обука, особено во ургентната медицина и во интензивната нега. Се воведуваат исто така засилени обуки во point of care ултразвукот како стандардна вештина за секој интернист. Во делот на општата хирургија воведуваме 5-годишен европски усогласен курикулум со широка хируршка основа и мултисистемски пристап кон процесот. Го подобруваме исто така системот на тријажа и создаваме основа за понатамошна субспецијализација. Тој појасни дека е предвиден период од 36 месеци, односно 3 години по специјализацијата, студентите да може од стара специјализација да се префрлат на нова програма. Предвиден е исто така период на, односно 36 месеци, односно 3 години по специјализацијата да можат од стара специјализација на нова програма да се префрлат студентите. Новиот модел предвидува исто така едногодишни програми за постојните специјалисти, односно нивно усогласување, како и 2-годишни програми со стандардна надградба на поновите специјализации за постоечките. Според министерот за здравство Азир Алиу, новите реформи се очекуваат да започнат од септември годинава. Новиот предлог закон за високо образование е закон за иднина на државата, квалитет, стабилност и перспектива. Посочи денес премиерот Мицкоски на координативниот состанок кој утрово се одржа во владата, заедно со министерката за образование Весна Јановска и ректорите од 7 јавни универзитети. Ова не е закон на една влада, туку закон за еднината на државата. Закон кој треба да донесе квалитет, стабилност и перспектива. Мислам дека треба да престанеме со експерименти и да почнеме со системски решенија. Како генерација мора да сме свесни дека ако продолжиме на овој начин да функционираме, ќе ги изгубиме младите. И да не се чудиме зашто илјадници наши млади студираат на универзитетите во регионот. Мора да понудиме квалитет. Ако сакаме да имаме генерации кои што утре ќе ја водат оваа држава. Со импровизирање и со адхок решенија или решенија кои што се креирани само за една мала група на луѓе, не можеме да одиме напред. Министерката Јаневска ги соопшти предностите на новиот закон и посочи дека во неговото креирање се слушнати мислењата на дебатите организирани на сите универзитети и оти се вградени сите конструктивни и аргументирани забелешки. Тој нуди меритократија преку показатели за истражувачка продуктивност, интернационализација и соработка меѓу универзитетите, мерливост на квалитет, видливост на високообразовните установи и наставниот кадар, погодности за студенти и можности за стекнување повисоки знаења преку поквалитетни студиски програми со двојни дипломи, повеќе практичка настава, модуларност во наставата заради посигурно вработување и академска кариера, интензивирање на учеството на бизнес заедницата во дизајнот на студиските програми и нивната евалуација. На денешниот координативен состанок присуствуваа ректорите на сите универзитети во Македонија, кои дадоа поддршка на новиот закон за високо образование. Јас од името на Универзитетот Гоце Делчев би сакал да потенцирам дека кај нас уште од самиот почеток постоеше консензус за потребата за подигнување на критериумите и ги гледавме како еден неопходен и позитивен исчекор. И оваа дебата ја гледаме повеќе, ја гледаме како дебата на амбиција со јасна цел македонската наука да биде препознаена и регионално и глобално. И тоа не е цел сама за себе, затоа што во основа континуираното напредување на наставниот кадар значи континуирано напредување на студентите, подобри студенти значат подобро општество, по перспективна иднина.
Дури 40 тони небезбедни јајца со потекло од Србија биле планирани да се продаваат за Великден на македонскиот пазар. Намерата е спречена со инспекцијски контроли од страна на Агенцијата за храна и ветерина, при што уништени се повеќе од 272 килограми небезбедна храна, најголем дел од животинско потекло. Како што информира денеска АХВ за утврдените недоследности со воредните контроли, како пласирање на пазарот храна со поминат рок на траење, употреба на замрзното месо во подготовки од месо, несоодветно означени производи и други недоследности, донесени се 35 решенија за нивно отстранување, а изречени се и 6 опомени. Со контролите кои беа насочени кон сите сегменти од синџерот на храна и имаа за цел спречување на пласирање на небезбедни производи и сузбивање на нелегална трговија пред великденските празници. Утврдено е и дека 7 од објектите не биле регистрирани како оператори со храна во агенцијата. 3 оператори немале извршено задолжителни здравствени прегледи за вработените лица и не ги исполнувале барањата во однос на стручната подготовка за ракување со храна, а ке 13 оператори утврдени биле незадоволителни хигиенски и технички услови во објектите за работа. Велат од Агенцијата за храна и ветерина. Во истиот период, АХВ организирала 1221 контрола, при што се изречени казни во висина од 19.000 евра. Бугарија влегува во завршницата на парламентарната кампања со сериозни сомнежи за изборен криминал. Во една од последните операции биле запленити 5.000 евра и 6.000 британски фунти наменети за купување гласови, а ден претходно Министерството за внатрешни работи соопшти дека во вкупните акции веќе се стигнало до бројка од 1 милион евра, а во јавноста се појавија и предупредување дека дел од шемите можеле да се подпираат и на фалсификувани банкноти. Според официјалните информации презентирани на 15 април, до тоа утро биле примени 1743 пријави поврзани со изборите, биле отворени 461 кривична постапка, 458 од нив по брза постапка за дела против политичките права на граѓаните, а приведени биле 288 лица. Грција се соочува со нов политички скандал поврзан со заменик министерот за аграрен развој Макариос Лазаридис, кој е обвинет дека ја врши функцијата без високо образование. Опозицијата предводена од СИРИЗА бара негова оставка и го доведува во прашање начинот на неговото именување. Дополнително има тврдења дека прикажал лажни квалификации додека тој се брани со сертификат што не важи како официјална диплома. Случајот е зголеми политичката тензија, особено во контекст на пошироките истраги за злоупотреби во земјоделскиот сектор. Компанијата Спектакулар на Светислав Филиповиќ, кој беше уапсен вчера под сомнение дека е еден од водачите на балганскиот наркокартел, има повеќе милионски промет. Според податоците од глобалната платформа за анализа на трговијата Волца, компанијата примила дури 139 пратки од Еквадор, Колумбија и Украина од вкупно 16 добавувачи, а официјално се занимавала со трговија со банани и ореви. Податоците на даночната управа покажуваат дека компанијата имала приходи од 9,8 милиони евра во 2019-та, 10,6 милиони во 2020-та, 3,3 милиони во 2021 и 664.206 евра во 2022 година. Директорот на полицијата Лазар Чепановиќ вчера објави дека Филиповиќ е осомничен за продажба на дрога и оружје. Заедно со него, кој е осомничен дека е водач на балканскиот наркокартел, уапсени се уште 7 лица. Меѓународна конференција за агронаука и пракса се одржа денес во Штип, чиј организатор е Факултетот за земјоделски науки при УГД Штип. Оваа конференција со меѓународен карактер уште еднаш потврдува и докажува дека сите оние проблеми со кои што се соочуваме ние се проблеми и на нашите соседи. И затоа заедно мораме да бидеме погласни за да може да најдеме соодветни решенија за едно одржливо земјоделско производство. Особено во земјоделието и науката и праксата мора да одат заедно. За Министерството е многу важно, за владата, спојот помеѓу науката и реалниот сектор, помеѓу земјоделците, затоа што секоја стратегија, секој документ кој што се носи од страна на Министерството мора да биде подкрепено со научни влијанија, односно
укажување, затоа што само на тој начин можеме да креираме политики. Спомена, се бориме со моментални предизвици, со идни предизвици во земјоделскиот сектор, затоа сметам дека и оваа поддршка, односно ова моје учество на оваа денешна конференција е само уште еден показател дека Министерството навистина има соработка со сите научни институции од областа на земјоделството, затоа што повторувам, тоа е навистина многу важно. Кои се клучните предизвици во современото земјоделство? Сите оние проблеми што се соочуваме ние во однос на војната на Блискиот Исток, во однос да не навлегуваме значи во тие теми, меѓутоа сето тоа се рефлектира и кај нас во однос на цената на средствата за прихрана на растенијата, заштита на растенијата, сето тоа делува на економската стабилност на производителите. Земјоделците, производителите, но и представниците на компаниите ја потенцираат важноста од научни истражувања кои се нужни во производството. Мислам дека треба да се преориентира насоката натак. Кадар од факултетот да биде према фирмите што се со земјоделие. Од страна на државата очекуваме поддршка првенствено во пласирање на добар кадар, кој што подоцна ќе ги носи поголемата продуктивност на компаниите и секако тоа ќе помогне на компаниите да бидат поуспешни и во извоз и на домашниот пазар. Денешната меѓународна конференција е пета поред која ја организира Факултетот за земјоделски науки и таа привлече гости учесници од повеќе европски земји. Започна уредувањето на најфреквентниот тротоар што ги поврзува населбите Сењак и Баби во Штип. Станува збор за површина од нешто повеќе од 1200 метри квадратни, третирање на тротоари, нивна реконструкција со павер елементи во вкупен износ повеќе од 1.000.000 денари. Деновиве ќе се отпочне со изградба на нов, но ќе биде еден од најдолгите тротоари во градот, кој ќе ги поврзе населбите Баби и Старка Раорман. Деновиве ќе се започне со поврзување со комплетно нов тротоар на населба Баби со населба Караорман во должина нешто повеќе од 1,5 километри, практично поврзување на двете населби за пешаците, нешто кое досега не беше овозможено, а е барање на жителите. Градежната офанзива на општината, потенцира градоначалникот Јорданов, продолжува понатаму со несмалено темпо на разни позиции во градот, каде се реконструираат улици и тротоарски површини, а се по барање и укажување на граѓаните. Во пробиштипската населба Калниште, во тек се активности за пробивање на нова патна инфраструктура од големо значење за локалното население. Според градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски, станува збор за проект што ќе овозможи подобра поврзаност, полесен пристап до домовите и унапредување на секојдневното функционирање на жителите. Овој патен правец е од големо значење и за жителите на Калниште, меѓутоа и за пробиштипјани. Вкупната должина му е околу 535 метри. Средствата кои што се обезбедени од владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски се во висина од околу 4.800.000 денари, изведуваче фирмата Стоименов од Кочани. Рокот за изградба на оваа значајна патна инфраструктура е 3 месеци. А рокот за негово завршување е 3 месеци. Се надевам дека и пред завршување на овој рок ќе биде целосно завршена оваа улица, со што ќе помогнеме на сите жители на Пробиштип во изработка на квалитетна инфраструктура во делот на улиците и патиштата во нашата општина. Во моментот се изведуваат градежни работи за пробивање на трасата, пошто ќе следи и асфалтирање. Јавното предпријатие Стипион Штип продолжува со реализација на интензивни теренски активности насочени кон подобрување на сообраќајната безбедност и уредување на јавниот простор во градот. Обележена е нова хоризонтална сигнализација на делот булеварот Партизанска, а поставени се и заштитни столбчиња на неколку локации, меѓу кои улиците Генерал Михајло Апостолски и Брегалничка, како и на булеварот Гоце Делчев во близина на маркетот Дим. Велат од Стипион. Освен ова, извршени се подготовки и поставување на павер елементи на улица во близина на зоопаркот Бриони, со што се подобрува пристапноста и уреденоста на овој дел од градот, а поставена е и нова ограда на детското игралиште во парк во населба Баби. Од јавното предпријатие Стипион информираат дека активностите ќе продолжат и во наредниот период со заселен интензитет, со цел создавање пофункционална, побезбедна и поуредна урбана средина за сите жители на Штип.
Денес се одржа 8-та редовна седница на Советот на општина Виница, на која советниците расправаа по повеќе точки од областа на финансиите, комуналните дејности и работата на општинската администрација. Меѓу поважните точки беа проширување на буџетските средства, дополнување на програмите за култура и спорт, барање за финансиска помош од граѓани, како и информации за безбедноста и квалитетот на водата за пиење. Лабораториските анализи во Центарот за јавно здравје Штип денеска беа тема за која спореа од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Центарот за јавно здравје. Од Социјалдемократскиот сојуз тврдат дека лабораториските анализи се ограничуваат или целосно се прекинуваат, на што од Центарот одговараат со појаснување дека станува збор за поефикасно користење, а не рестрикција. Овој сериозен проблем се однесува на над 200.000 граѓани од источниот регион кои имаат потреба од услугите на Центарот за јавно здравје и клиничката болница. Сметаме дека ваквата одлука е крајно неодговорна и отвара повеќе прашања. Како е можно во 21 век да се прекинат анализи како ЦРП, тироидни хормони, тумор маркери или тестови за брисови за нос и грло? Во ниту еден момент не станува збор за прекинување на лабораториски услуги, туку за нивно поефикасно и одговорно користење. Фактите говорат спротивно на изнесените тврдења. Бројот на извршени анализи континуирано расте. Во 2023 година 44.337 анализи, во 2024 56.363, во 2025 година 58.896, во 2026 година само во првото тромесечје 16.963 анализи. Стои во писмената реакција од Центарот за јавно здравје Штип. Со нова кривична пријава се соочува екс-градоначалникот на Делчево Горан Трајковски. Од МВР велат дека надворешната канцеларија за криминалистички работи Делчево поднела кривична пријава против 54 годишниот ГТ од Делчево поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот како градоначалник на општина Делчево во 2023 и во 2024 година склучил 2 договори за јавни набавки со економскиот оператор од Кочани во вредност од 236.000 денари и двата со важност од 1 година, во кои за 7 производи била понудена нереално ниска цена, односно за 12 пати пониска од другите понудувачи. Во ваков случај, според полицијата, градоначалникот бил должен да го стори следното. ГТ не побарал дополнително појаснување за таквите невообичаено ниски цени и наместо тоа ги пречекорил границите на службената должност. Го фаворизирал и му овозможил на правното лице да ги добие и двата договори за јавна набавка на стоки за потребите на општина Делчево. На тој начин овозможил на правното лице од Кочини да се стекне со имотна корист. Стои во пријавата од МВР. Името на штипјанката Фериде Демирова, обвинета за нелегално организирање онлайн игри на среќа, повторно излегува во јавноста. Фериде, која примала социјална помош, а возела Порше и Мерцедес и имала 3 стана, не била виновна бидејќи имала ограничено образование и сама во ниту еден случај не можела да организира така сложен незаконски проект, тврди во интервју низиниот адвокат Ангел Георгиев. Во случајот се обвинети повеќе лица за организирање игри на среќа без лиценца и перење пари, но обвинителството треба да докаже дека средствата се стекнати нелегално. Демирова има ограничено образование и не е во состојба самостојно да организира вакви активности. Изјави Георгиев. Бранителот на Демирова тврди дека таа била под притисок на некои обвинители да признае вина за поблага казна, но и дека записникот од сослушувањето не бил аудио снимен и не бил потпишан од обвинетите. Во текот на истрагата на Демирова и биле одземени возила како Мерцедес и Порше, златен накит и 3 стана. Според наводите, таа учествувала во онлайн игри на среќа, комуницирајќи со клиенти од Турција, а дел од приходите ги добивала преку фирма регистрирана на Кипар. Во интервју, самата Фериде Демирова подсетува на моментот кога финансова полиција и влегла во домот, пошто и случајот стана познат на јавноста. И ги питав што се дешава, зошто сте тука, што е работа. Првично помислив дека сум нешто наметнето од страна на некои луѓе, не ми беше јасно. Ми кажаа дека се финансова полиција и тука се наваѓат кај мене дома за организирање игри на среќа од страна на мене и перење пари. Јас се изненадив. Претрес, реков, повелите.
претресите све. Претресоа дома, куќата, стан, друг стан. Каде ви се највише им најбитното им беше имотот каде ти е, колите каде ти се, биткоино каде ти е. Дај телефон, дај без адвокат. Дали имам право на адвокат? Да, имаш, најди. Па дајте ми го телефонот да се јавам некаде, адвокат. Не смееш телефонот да го користиш повише после тоа. Како бе, луѓе, како да викнам адвокат? Птици да испраќ, што? Никој не смее да ми влезе во куќата, ни ја смеам да се јавам на адвокат, ни ништо. Демирова не била формално вработена и користела социјална помош, додека дел од средствата ги конвертирала во криптовалути. Во текот на постапката се бранела со молчење и не дала објаснување за потеклото на одземениот имот. Италија воведе мерка што представува преседан во светот. Грижата за тешко болен домашен миленик сега официјално е признаена како легитимна причина за користење платено отсуство. Вработените можат да користат до 3 дена боледување годишно под услов да достават ветеринарно уверение за потреба од дитна нега, а животното мора да биде микрочипирано и регистрирано во соодветен регистар. Зад оваа на прв поглед изненадувачка мерка стои долгогодишен процес чии темели беа поставени уште во 2017 година со пресудата во случајот Кучола. Универзитетска библиотекарка од Рим тогаш земала слободен ден за да се грижи за својот постар англиски сетер и се изборила за право на платено отсуство. Незините адвокати докажале дека според италијанскиот закон неукажувањето помош на животно кое силно страда представува кривично дело. Затоа, грижата за домашен миленик не е само личен избор, туку и законска обврска. Утре времето претежно сончево, температурите ќе се искачат до 25 степен. Ќе дува ветер со брзина од околу 15 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 45%. Температурите по градовите се следните. Штип 23, Карбинци и Проби Штип, како и Чешиново Облешово со по 24 степени, Кочани 25. Виници и Македонска Каменица со 23 степени, Делчево 22, Пехчево и Берово со 20. Според православниот календар, утре е источен петок Балаклија, во католичкиот Рудолф.